Најголем виновник за постоењето на бездомни куќиња е неодговорното собствеништво и тоа што никој не го контролира во државата. Оно е санкционирано, имањето на куќе е со закон регулирано, меѓутоа тие закони никој не ги имплементира. Никој не бара одговорност од луѓето кога имаат куќе, ни како го чуваат, ни како се однесуваат со тоа куќе. Куќињата неконтролирано ги размножуваат, легла цели се фрлаат на улица. Не постои едукација за стерилизирање, кастрирање на домашни миленици. Нормално, кога ќе се роди леглото, тоа е товар, најлесно е да се пушти на фреквентно место, каде што има ресторани, луѓето мислат, ќе се снајде како зелено пазарче, куќе е тоа. Меѓутоа, важно е да се знае прогресијата со која што се размножуваат куќињата. Вие само од 100 единки репродуктивно способни за една година имаме 12.000 во еден град. Значи, една женка ако раѓа 20 куќиња годишно, тоа се 2 парења, и после тие половина нека се женски. Значи, следете го со каква прогресија иде за една година од една репродуктивно способна единка. За 6 години 60 до 70.000 може да се создадат. Постои закон за благосостојба на животните, меѓутоа ние се уште луѓето никој не ги обврзува да ги чипира, да ги регистрираат милениците, за после да може да нема ни едно казнување за напуштање на миленик. Луѓето нормално кога им дозволуваме да се однесуваат неодговорно се однесуваат. Така што и утре и не знам колку стационари да има и да се тrodуплира и 10 стационари градски да има, не може да го решат проблемот. Проблемот со личните куќиња реално потекнува од сопствениците кои што чуваат домашни куќиња, без разлика дали се расни или не, но преку неправилното одредување или чување на домашниот миленик, домашниот миленик не е навремено стерилизиран или кастриран, или се пушта нестерилизирано или некастрирано куќе надвор, веќе во таков случај има можност да куќето да има свое легло понатаму. Проблемот каде е со отпуштањето на расни куќиња во градов. Реално тоа се определени раси на куќиња кои што се сладки, кои што се игриви, кои што се допадливи за семејствата, како што се самоед, како што се хаски, маламут или лабрадор. Тие се посебно малата генерација ги сака, родителите ќе им ги купат како домашен миленик, но кога ќе дојде времето за обврска, кога децата веќе изгубат интерес или гледаат дека е сериозна обврска, родителите не можат да го одвојат потребното време и куќињата обично ќе видиме дека се испуштаат или се оставаат до пазари, месари, училишта или паркови каде што веќе има определена група на куќиња. Тоа е многу опасно, затоа што ново куќе кога ќе дојде во определена средина каде што има друга глутница на пример на куќиња или 2-3 куќиња нови, куќињата се вознемируваат и се стануваат овие несакани случаи како што се каснување или агресивност на определени куќиња. Тоа е во голем дел и поради борба за територија и агресивност на куќињата затоа што ја губат или ја добиваат својата територија. Оваа програма е препорачана, не ја измислила Немамунди за земји кои што имаат ваков проблем, голема прекубројност на бездомни миленици. Зошто? Куќето е територијално животно, вие кога ќе го истретирате, вакцинирате против беснило, ојаловите, значи стерилизирате или кастрирате и го враќате на територија од каде што е заловено. Тоа тука брани нови куќиња да дојдат, нормално прво е територијалец, друго го брани изворот на храна. Имаме една контролирана ситуација, имаме социјално куќе, кое што во соседството нормално сите го познаваат и нема прилив на нови во освојување на нови извори на храна. Во тој случај се секогаш поагресивни и што најбитно имаме смирен хормонален статус. Тоа е страшно кога имате вие женка за парење во едно мало да се појави. На 9 километри ја намирисуваат куќиња и веднаш се создаваат чопори. Агресивни се испрема животни и спрема луѓе. И веќе имате една ситуација катастрофална. Во Скопје моментално цела година паузира програмата залови, стерилизира и врати и проблемот веќе ескалира. Значи тоа нешто што се постигнало на назад го изгубивме. Комплетно стационарот се затвори, Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори без никакво да го обврзе градоначалникот на некакви можеби алтернативни решенија додека стационарот да се изгради.
Дали со мобилни клиники, дали со вклучување на повеќе ветеринарни ординации кои што ќе продолжат да ја работат програмата. Имаме прилив од руралните средини во град, репродуктивно способни единки и верувајте хаос тоа се гледа, затоа што луѓето сами ја земаат состојбата, работата во раци. Имаме труења, го кршат законот, прават кривични дела од повеќе аспекти. Труења, убивање со секира, насилство спрема животните, имаме една буквално хаотична ситуација, еден ескалиран проблем. Ако некаде можеби му се гледаше, Скопје беше релативно решено, ако ништо друго беше покриено со стерилизација и кастрација. Друго, градот не прави ништо да ја промовира кастрацијата, стерилизацијата на миленици со сопственици, значи кои што се основниот извор. Во нашата држава има луѓе кои што навистина знаат како да се реши проблемот и работат на тој проблем со години. Има една програма која што се вика залови, стерилизирај, вакцинирај, тука влегува и третирање за внатрешни паразити и да се врати да се маркира или сушна маркица, да се стави веќе поново веќе и чип и да се врати на место на заловување. Тој период би требало да трае до 15 дена, 15 до 20 дена, затоа што кучето и да се врати на местото точно на заловување, затоа што кучето за тие 15 дена реално се уште не ја губи територијата. Кога ќе се врати на лице место, она веќе продолжува во својата нормална средина да функционира. Така да тоа е многу добар систем на функционирање, со тоа што и може да се контролира проблемот на таков начин, само треба самите општини многу поголем број на кучиња да стерилизираат и да вклучат во оваа акција, што реално не се прави и сведоци сме за тоа колку кучиња има во нашава држава. Тимот на Вет Свет е вклучен во еден меѓународен проект кој што работи на проблемот со бездомните кучиња. Во моментов работиме во околу 30 општини во Македонија, во 3 региони. Успеавме да изброиме определен број на кучиња, да видиме каде има нивното движење со помош на GPS уреди. И во моментов работиме на стратегија во конкретните региони како да се подобри состојбата на кучињата, со тоа што ќе се изработат и определени идејни решенија за изработка на стационари, така да пробуваме да помогнеме во таа насока, да видиме колку што може поактивни, за да може да го решиме проблемот. Се третираат, се заловуваат и се третираат оние кои што имаме обврска да ги заловиме, да ги третираме по соработки што ги имаме и со друштвата за заштита на животните од една страна, меѓутоа и со некои приватни ветеринарни станици каде што се дава соодветен третман. Она што да кажам условно на известен начин е добро е што во овој период ние немаме зголемување на бројот на животните скитници кои што се не третирани. Надвор таков третман ние имаме едни сериозни кампањи на посвојување на домашни миленици, така што тоа е работа во која што допрва ќе ја презентираме стратегијата, некаде сме на крај на отварање на стационарот. Се зборува за употребата на она позната метода catch and release, метода општо прифатена секаде во светот, односно тоа е метода да се кучињата заловат, да се однесат во шелтер, да се стерилизираат, односно да се види нивната здравствена состојба и потоа да се ослободат, односно да се вратат на лице место од каде што се земени. Во голем низ години таа метода се применува, но секогаш таа има огромен недостаток, заради тоа што тоа е само еден дел од она општо прифатената метода позната во светот како наречена Dog Population Management, каде што освен ова што се практикува во последните неколку години во Македонија, мора да се воведе и метода на мониторинг и евалуација на успешноста на таа метода. Што значи дека ние секогаш забораваме дека тие кучиња која ќе ги заловиме, ќе ги кастрираме и потоа ќе ги вратиме на лице место, забораваме што се случува понатаму со тие кучиња. Значи мора да се воспостави систем на мониторинг на тие кучиња, да се види нивната бројна состојба, да се види евентуално опасноста за општеството, за луѓето во таа заедница каде што тие ќе бидат вратени. Заради тоа што
тоа е голем проблем за понатаму, за менеджирањето на целата таа работа, заради тоа што и самите кучиња кога ќе се вратат на улица, тие повторно може да бидат извор на зарази, пошто може да бидат извор на агресивно однесување и така натаму. Што досега не сум видел во Македонија, би требало да се применува, е од аспект на мониторингот и еволуацијата на таа метода преку мониторинг на местата каде што тие улични кучиња живеат, перманентна контрола на нивниот број, да се види изворот на нивната исхрана. Ние често пати луѓето мислат дека кога ќе ги видат кучињата на улица ќе им дадат на храна и мислат дека се хумани, а уствари не се свесни дека тоа може да предизвика проблем. Потоа мислам дека тоа мора потхитно да се воведе и сите тие кучиња кои што повторно се вратени на улици мора да се и идентифицираат, значи да се стави микрочип, да се знае нивното потекло. Тоа е од бенефит исто така и за општината, заради тоа што законски општината е одговорна доколку настане некаква агресивност на кучето и со постојањето на тој чип мислам дека општината ќе има доказ дека стварно тоа е куче кое што е веќе стерилизирано и пуштено на улица. Значи, терминот на запад го викаат community dog, е веќе удомен и кај нас, ние народски ги викаме малски кучиња, али нивниот мониторинг, нивната еволуација е неопходна што мора овој град да ја воспостави. Затоа, кога ќе се носат одлуки во смисол на отварање на шелтер, кога ќе се носи одлука дека некој ќе врши заловување, кастрација, мора паралелно да се формираат тимови во рамките на општината, кои што тимови ќе го вршат мониторингот и еволуацијата на успешноста на методата. Значи дека ние ќе може да почнеме со одредена бројка на кучиња и да имаме план да во наредните неколку години таа бројка да биде и намалена. Значи дека тој план треба да содржи перманентен мониторинг, еволуација на кучињата и евентуално нивно собирање повторно до лиците доколку се болни или ствараат некаков агресивен проблем кон луѓето. Полицијата за животни е неопходна. Дали ќе се вика служба за контрола на миленици или полиција на животни популарно, како што ние ја викаме, е неопходна. Прво затоа што во сите овие случаи на кршење на законот, дали неодговорно сопствеништво, дали мачење, малтретирање на куче, ние немаме кој да изреагира. Полицијата едноставно не сака тоа да е дел од нејзина ингеренција, постојано не одбива. Агенцијата за ветеринарство, за жал, има неколку инспектори кои што не можат се да постигнат. Едноставно овој проблем треба да се направи еден механизам кој што ќе овозможува имплементација на законот и кој што ќе може да се посвети на ова. Сега во моментов немаме тоа, единствено го прават здруженијата, а здруженијата не се легитимни органи кои што може да спроведат, да казнат човек ако не го чипирал кучето. Ние и тоа баравме. Баравме во законските измени, нели законот требаше да се подобри. И тука ништо не се прави. Да се подобри за да биде и да се аплицира, едноставно да се применува. Баравме да бидат здруженијата признаени на некој начин, затоа што тие се тие кои што детектираат мачење на животни, тие се тие кои што детектираат несовесно однесување со животните, фрлање на легла. Колку само сме снимиле од автомобил поред пат и меѓутоа, за жал, овие работи никогаш немале завршница. Проблемот го креираат луѓе, а луѓето се изземени од одговорноста во случајов. И тоа е тоа. Мониторингот и еволуацијата може да ја врши така наречената полиција за животни. Тој систем е познат во Велика Британија, али тоа е повторно водено од невладините организации кои што имаат друг облик на финансирање. Тоа може да биде ефективно и кај нас, али секако треба да се најде начинот на нивното финансирање кој се до тоа би го спроведувал. И без оглед дали има таков систем на мониторинг, мислам дека и тие луѓе кои што би работели како
полиција за животни треба да имаат соодветна обука, знаење, емпатија кон животните, во смисол на тоа дека ќе знаат да ја спроведат таа работа. И повторно, и таа полиција во Велика Британија што се спроведува, е спроведена паралелно со добро изградени шелтери, односно прифатилишта за кучиња, кои што евентуално би биле место каде што би ги примиле тие бездомни кучиња, односно место каде што евентуално би се направило повторно нивно вдомување. Ова кученце не е улично, кое што беше удрено од кола, се во моментов е во одлична состојба и се вдомува, така да кој сака, ако некој си го му се допадне, може слободно да дојде во ветсвет.